Здраво, драги мои, добро дојдовте уште еднаш на Ире Инспирира подкастот. Не сме се виделе скоро цела година, можеби и повеќе. Имаше некои причини зошто не одеше овој подкаст. Причини кои што се малку поголеми од мене, поголеми од организацијата која што ни помага во сето ова, но во секој случај можеби не сакав да се случи, нели, таа пауза, но едно е сигурно дека мислам дека ми беше потребно да се случи таа пауза. Затоа сега продолжуваме понатаму, но ќе продолжиме малце на поинаков начин. Во овие година дена имав можност и да видам што е она што јас го направив, што се случуваше околу мене и што јас навистина сакам да придонесам и да дадам од себе и од мојот живот и од моето живење, кое што ќе биде и функционално, и полезно, и забавно, и секако инспиративно. Малку за тоа само ќе кажам, имаше неколку причини, но 3 причини ќе одвојам, тоест 3 настани кои што барем за мене беа важни и оставија впечаток во мојот живот, кои што сакам да бидат дел од тоа како ќе оди овој подкаст и целата наша дружба. Значи, во изминативе 10 години и предавав и бев и предавач, бев ученик, нели, многу долго време и се уште сум ученик. Работев со родители, работев со наставници, работев со професори и така натаму, но на една обука во која што учествував со една професорка, беше за инклузија, беше за градинките. Значи имаше воспитувачки од неколку градинки, имавме само еден ден да им дадеме некаква слика како треба да изгледа инклузијата. Мислам, кога првпат слушнавме со професорката што треба да направиме, дека имаме само еден ден, дека имаме само 8 часа да дадеме некаква слика за инклузијата, прво ние почнавме да вртиме очи затоа што скоро е невозможно, но во секој случај требаше да се случи, се организиравме. И предавањето секако почна, дојде изутрина, значи сите беа заинтересирани, значи воспитувачките навистина сакаат да знаат, затоа што посебно во тој период навистина им беше тешко, затоа што многу повеќе дечиња имаше во градинките кои што имаат некакви поинаквости, аутизмот веќе беше во пораст и навистина им беше тешко на воспитувачките, на негователките да се справат со сите нови работи што доаѓаат со овие дечиња. Обуката одеше така како што одеше, значи беа внимателни, слушаа и некаде после ручекот имавме, нели, ние една, да не речам, не беше ни игра, но заедничка работа во која што се договоривме со професорката дека ќе имаме 2 маси, на едната ќе се зборува за инклузија и дека ќе има една маса на која што ќе се зборува за аутизам. Јас бев на таа маса и имаше еден час во кој што им дадовме шанса на воспитувачките да ги прашаат слободно сите прашања кои што им се во главата, кои што им се проблем, и тогаш, нели, требаше да бидат одговорени. Мислам дека како никогаш до тогаш нема видено толку фокусирани, толку внимателни, нели, луѓе кои што сакаат да слушнат, да научат. Мислам дека во тој еден час се собра многу повеќе знаење, затоа што една прашуваше, друга слушаше, сите се поистоветуваа со тоа, да, и мене ми се случува, решенијата кои што ги давав јас, кои што им кажував, може да се обидете вака, може да пробате така. Имаше чувство дека скоро сите на масата веќе го разбраа сето тоа, само со едно прашање. Така да од тогаш натаму сватив дека само заеднички кога седиме на маса и кога се обидуваме да ги решиме проблемите, многу полесно можеме да го направиме тоа. Така да тоа е една од причините зошто сметам дека сега поинаку треба да биде овој подкаст. Втората причина зашто сметам дека треба да биде поинаку е едно од моите убави искуства со едно прекрасно семејство Волкановци. На една обука се запознавме со едно семејство кое што има дете со аутизам. Не поканија на гости и се случи дека неколку месеци поред, секој викенд бевме на гости за да може да се дружат децата, нели, со иста, да речам, поинаквост, но толку, значи, во тие викенди,
таму на масата во дневната соба, седејќи, пиејќи кафе или јадејќи нешто, научив толку многу работи кои што има родителите да ги споделат, бидејќи нивното дете беше поголемо и веќе ги имаа изодено. Јас само прашував, а они беа толку желни да ми кажат и да ми помогнат дека немој да се секираш за тоа. Има поинаков начин да се реши. Внимавај на тие аспекти. Ова вака може да биде, тоа така може да биде, така да ми се чини дека можеби беа 5 викенди еден по друг, некако се повторуваше секој викенд, дека ќе одиме таму, ќе го направиме, но мислам дека после тие дружби се почувствував сосема поинаку. Тоа што може еден родител да го даде како насока, како информација, знаеме дека го искусил и дека го има најдоброто во себе, е една од највредните информации кои што можеме да ги добиеме, посебно ние родителите со деца со поинаквост. И трето е она кое што сакам лично од себе да го кажам. Значи, и покрај тоа што имаме дете со попреченост, јас имам и други две деца, нели? Родителството е родителство. Секој од нас ги поминува скоро истите проблеми, потешкоти, предизвици кои што ги имаме, дали со попреченост или не. Можеби ако имаме дете со попреченост е малце поинтензивно сето тоа. Нели проблемите, да речам, и предизвиците, можеби и радоста понекогаш е поинтензивна отколку со типични деца, но на крајот на денот родителството е исто за сите. Сите ги правиме истите глупости, сите имаме некакви замисли за нашите деца, некакви очекувања за нив. Сите ние сме се изгубиле некаде во родителството и сме се заборавиле себе си во некои периоди од родителството. Така да, тоа што сакам да биде дел од овој подкаст и ќе биде е таа наша дружба заедничка која што ќе ја имаме, во која што ќе зборуваме за токму тие глупости кои што ги правиме. За оние работи кои што ги имаме дома, ама на никого не ги кажуваме, затоа што нели треба да изгледаме некако поинаку. Треба силни да бидеме, цврсти да бидеме за нашите деца, за околината, за сите што не осудуваат, леле, каков родител си ти, ваков и таков. И малце да го намалиме тој притисок, затоа што кога притисокот е голем, и забораваме радоста. И важно е да и се вратиме на радоста, затоа што јас знам дека мене ми е важно да се вратам на радоста. Јас сакам да уживам во нештата и покрај тоа што можеби родителството е сериозна тема, така и почнав ја до некаде со моите први епизоди кои што можеби звучат посериозно, но тоа е дел од животот. И затоа сакам сега поинаку да го направиме од онаа страна каде што ќе има малку повеќе радост, каде што ќе има реални состојби, каде што ќе ја видиме реалноста, мојата, вашата и така натаму. Така да во наредниот месец веќе почнувам со еден, да го наречам, проект, тоест дел на кој што мене ми е важен. Затоа што јас кога имав потешкоти и кога веќе, да речам, влегува во тој некој свет на посебните, бев како изгубена гуска. Не знаев каде одам, не знаев каде да се обратам, не знаев какви документи ми требаат. Пропуштив години од раниот детски развој на моето дете, кои што се многу важни, само затоа што не знаев каде да се обратам, затоа што немаше точка или место во нашиот систем каде што, нели, ќе застанеш и ќе речеш да, добро, ќе ти кажат, таму сега одиш, тоа го правиш, тоа е потребно. И затоа сакам да го почнам сето ова на еден поинаков начин, каде што ќе зборуваме, нели, за тие системски потребни работи, како да се запишеме во градинка, во училиште, што се документите кои што треба да ги направиме, кои институции треба да ги посетиме. Најкраткиот начин да не ни одзема енергија, да можеме да имаме многу повеќе простор и да бидеме заедно и да бидеме поспокојни. Така да се надевам веќе во следниот месец ќе почнеме на мојата страница на Ира Лозана на Facebook, таму ќе има повеќе информации и полека сакам да не самуваме. Затоа што едно нешто кое што јас знам дека мене ми беше многу тешко, период во кој што се чувствував толку осамена, толку сама, имав чувство дека треба се сама да направам. И тоа знае да тежи многу, а нема потреба. Сега гледам дека немало потреба да бидам толку сама и оптоварена. Така да сега
од сето она што јас сум го научила, од сето она што јас сум го изживеала, има многу работи кои што не сум ги изживеала, ќе дојдат родители, ќе направиме една заедница во која што тие кои што знаат како треба, ќе му помогнат на оние кои што не го изживеале, а ние што не сме изживеале нешто ќе слушаме внимателно и ќе учиме и ќе гледаме како можеме да го прифатиме сето тоа. Така да ова е само нешто кое што сакав да на почеток да го кажам. Ќе имаме малце поинаква дружба, ќе биде и на поинаков начин, нема само да бидат подкастите и нема да биде само јас на вас ви зборувам или па можеби нели гостите само ние со гостите си разговараме, но ќе има можност каде што сите заеднички ќе можеме на некаков начин да се поврземе и да си помогнеме. Многу ви благодарам што сте дел од ова и се надевам дека скоро ќе се видиме и во некоја друга форма, не само тука. Бидете ми добри.